Раниот компир и зелката во Струмичко се земјоделските култури кои делумно настрадаа од ниските температури кои беа актуелни минатата недела. Зелката, иако ладнолюбиво растение, сепак претрпи штети, како и компирот од Добрашенци и Нова Маала, велат експертите. Иако зелката е ладнолюбливо растение, сепак како резултат на ниските температури кои што достигна и до минус 18 па и 20 степени Целзусови на отворено, во одредени региони на ова струмичка котлина, дојде до помали потреси кај зелката, односно измрзнување, потоа уништување, кај компирот, особено кај поголеми, компирот со поголема маса, овие пореметување, еве пример по моје сознање во Добрашинци и Нова Мала, во долниот дел особено, има поголеми штети. Растенијата сега треба да се заштитат со фунгициди против гниење. Затоа што знаеме дека ботритисот и склеротинија се болести каде што ги напаѓат мртвите делови на растенијата. Односно, секаде кај што има суви делови на растенијата, како резултат на росата кој што паѓа, а настанува во текот на ноќта, како резултат на промена на температурата, може да се јави ботритисот или склеротинијата и да дојде до гниење. Нормално, препорачливо е покрај ботрицидите да додадете и некои фунгициди за сузбивањето на болести, и тоа пред се на алтернарија, црната дамковост, потоа на пламеницата и други, а може да се додадат и аминокиселините, кои што всушност помагат за подобро пребродување на стресните ситуации. Инаку синоптичарите за наредните 14 дена најавуваат топло и стабилно време. Во Струмица живата на термометерот ќе се искачи до 19 степен, а ноќните температури ќе бидат над нулата.